На компаниите кои соработуваат со Сојузот на стопански комори им се нуди можност да ги поттикнат вработените да се вклучат во програмите Erasmus+ за доусовршување на стручните компетенции од колегите во земјите на Европската Унија. Потоа знаењата и вештините ќе може да ги применат во фирмите каде работат. Проектите пред се имаат шанса да ги искористат компаниите кои имаат образовни компоненти, како консултативните куќи, тренинг центрите. Да имплементираат исто така трансфер на знаење, трансфер на технологии, но и да учествуваат во високообразовните сегменти, тоест да се јавуваат како предавачи на одредени предавања во универзитетите. Да директно од страна на бизнис секторот од компаниите може да пристапат за користење на овие мерки во зависност на производните процеси, во зависност на интересот на компаниите, во зависност на иновативноста која сака да имплементира или односно трансфер на ноу-хау искуства од другите земји. Така да ние сме веќе спремни преку овие програми да предочиме дека можеме и ние да понудиме трансфер на знаење. Освен за вработените во компаниите, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата Erasmus+ ќе одобри повеќе од 300 мобилности за студирање надвор. Стипендиите се за период од 5 месеци. Освен нив на доедукација ќе одат и професори. Грантови добиле и 20 средни училишта. Буџетот за годинава е до 4 милиони евра, а повикот за аплицирање трае до крајот на 2015-та. За разлика од претходните години, интересот кај студентите да учат на странските универзитети е зголемен.